Почна сезоната на настинки грипови, а се уште е присутен и коронавирусот, но со значително полесни симптоми. Матичните лекари советуваат дека пациентите треба да се обратат кај нив доколку имаат симптоми како болно грло, кивање, кашлање, покачена температура, течење на нос, затнат нос или главоболка. Потребно е прво да се открие присуство на вирус, а дури потоа да се почне со лекување, велат тие. Коронавирусот се детектира преку ПСР тест, а настинката и грипот се разликуваат според симптомите кои кај грипот се поизразени. Докторите советуваат дека најважно е да се користат и природни лекови заедно со препишаните, кои треба да се употребуваат според дозата. Намирници, добра храна, добар сон би биле најсоодветен начин да правиме некаков тип на имун буст. Капките, спреевите, зависи од типот на спреевите, зависи од типот на капките, преди ги си имате различни типови на капки. Овие што се редовно користените деконгестивите, кои што ги гледаме при настинки, се знае од 5 до 7 дена да не е користено, повеќе 10 некои максимум. За жал гледаме пациенти кои што ги користат и со години, така да очекуваме таму да гледаме девијации, септом да гледаме полипи развивања, да гледаме посериозна хронична симптоматологија во предилно синузит. Во зависност од возраста на пациентот и неговата општа здравствена состојба зависи и време траењето на настинката. Одморот е клучен за задржување на енергијата. По оздравување, имунитетот е ослабнат и треба негово зајакнување. Единствено што би требало да внимаваме е да ја намалиме можеби дружбата со голем број на луѓе и тоа често кога гледаме кај децата не ги велиме, ќе ги вратиме во градинка здрави, тие повторно се разболуваат. Единствениот начин за разболување е контакт со бактерии и со вируси. Наглата промена на време е проблем за повозрасните и хронично болните, за кои лекарите советуваат вакцинација за сезонски грипови.